Благодарам, председателе. Со овој амандман членот 4 се брише и тој е еден од најспорните членови. Ја повикувам јавноста добро да го види и да свати што е вашиот интерес од овој закон. Зборувам како политичка партија, не на вас како личност. И со овој амандман, со овој член од предлогот се забранува, значи ние бараме со овој амандман да се забрани едно исто правно лице да биде носител на повеќе од една лиценца за посебните игри на среќа. Едно правно лице, една лиценца. Ваквата одредба упатува на тоа дека се дава можност повеќе друштва кои се основани од исти или поврзани правни и физички лица преку основање на неограничен број на трговски друштва да добиваат лиценци за посебни игри на среќа. Владата на предлог на Министерството за финансии издава лиценца за посебни игри на среќа и поекономично и ефикасно е едно трговско друштво да биде носител на повеќе лиценци наместо тоа да се ограничува на едно друштво, една лиценца. Со предложената одредба ќе се продуцираат многу трговски друштва и на тој начин контролните органи не ќе можат да имаат соодветен надзор над големиот број на трговски друштва. Во делот на рокот за работа по одземање на лиценца, постојниот закон има јасни одредби и со предложениот текст не се постигнува новост во начин на работата во случајот на одземање на лиценци за игри на среќа. И овој амандман е поднесен од Асоциацијата на игри на среќа и на Асоциацијата на спортски обожувалници. Еве го амандманот. Членот 4. Тоа е суштината на законот. Исто и по овој амандман немам намера да земам збор понатака и да дискутирам, бидејќи јасна е тенденцијата на законот на игри на среќа кој што вие го предлагате и го носите. Ама сега за разлика од претходниот амандман гледам дека нешто многу тивки се колегите, па не дискутираат и не дебатираат. Ова не е новост. Зашто сега не барате со вакви одредби да се свика комисијата за финансирање и буџет? Ги гледате? Дали ги гледате одредбите кои што ги дозволуваат овие законски одредби да може едно лице кој што е формирано од лица кои што се дел од кабинетот на министерот за политички систем да добиваат лиценци да организираат колку сакаат и каде сакаат игри, посебни игри на среќа како што беше претходниот амандман. Гледате што е вашиот интерес од овој закон. Ова е тоа што јас го нареков срамота и криминал. Амандман по амандман се рушат вашите тези за некоја наводна инволвираност или некој интерес во некој монопол. Единствениот монопол кој што таму е создаден овој и единствениот интерес кој што таму го има одредена политичка партија е вашата, господина Адеми. Еве ги амандманите. Во кој интерес се овие амандмани? И јасно се пишува се само во државен интерес, во ниту еден друг. Ама за жал државниот интерес никогаш не бил предимство на одлучувањето на партијата од која што дајате вие. Ви благодарам.